Александар Печи, Горан, добре дојдовте у Хитмейкер. Точно? Добре најдов. Ова на поканата. Драго ми е што дојдовте, бидејќи сакам публиката да се запознае со некои работи. Прво вашите почетоци. 80-ти. Што е различно сега помеѓу тогашните кафулиња, клубови и сега? Не постарки почнем. Не, Завијам се. Има разлика, мислам дека прво помалце места за забава имаше. Прво и беше по-сконцентрирана забавата. Луѓето беа поорганизирани во однос на организирање кој ќе се викне, како ќе се викне. Сега е многу разводнато, некако многу локали, многу кафичи, многу... А како можеше порано со еден фиксен телефон да напуниш место? Тоа беше чудо. А сега со атендинг илјадници доаѓа 30. Тоа е чудо. Тогаш имаше природен алгоритам и мислам дека луѓето си знае кој ќе отиде таму, каков тип на забава го очекува, кои луѓе се таму и за тоа оде. А сега некако е све вештачки. Вие сте тандем со уште неколку луѓе. Кои сте? Тројца. Да, кои сте? Јас, Печи, Коко, Тута и Томо. Бевте поделени вака на сектори во однос на музика? Сектори, да, некако да кажам, и сите имавме некој свој пат порано. Ама некако благодарение на Печи се собравме пред колку има 5 години. 5 години. Слагавме нека матура, слагавме нека матура 30 и нека 30 години од матура и дојде идеја, Печи имаше една идеја и така се собравме сите петорица да настапуваме заедно. И во Станица беше, да. Станица 26 и фантастика. Веќе 5 години некако не е тоа константно, ама време на време знаеме да. Сега е лесно на пример да дојдеш до музика, да направиш, кажеме, архива и така. Порано мислам дека делуваше дека за да бидеш диџеј со голем избор на архива, нели, на плочи, треба да си дете од имотна фамилија. Дека само тие можеат да си дозволат да бидат диџеј. Дали тоа вистината или нешто измеѓу? Мислам да, меѓутоа тука малце бевме снодливи. Знаевме да си размениме, да кажеме, Печи земал нека плоча, па ќе ми даде, ја ќе ја снимам, па јас тога снимав, снимав, уште касети се вртеа. Па после нели дојде малце еволуција, се префрлевме на компакт дискови, тука исто имавме нати дајми, иначе да, тешко беше да се најдеме. Скопје беше преполно со приватни забави, каде што е мојот простор, дворот во центар, беше едно фамозно место каде што кога се случува настани, кај мене останатите тропикални локали Кристијан затвара, сите доаѓаа кај мене. И одредени други локации, всушност сите наши почетоци и на интерес кон музика и све било тие приватни забави. За нас музичарите, диџејот, тоест човекот кој што ги врти песните што се пласираат на луѓето, за нас бил бог. И диџеј да ти пушти песна многу значело ствар. Колку доби поинакво значење името диџеј и неговото значење кај музичарите кога самите диџеи стана артисти, звезди и каде што не пуштаат туѓа музика, туку продуцираа музика. Да, но трендот... Како се чувствувате вие? Како го гледате тоа? Као сега некој да кажат гитарист сум, а не свири гитара. А јас како ќе се чувствувам? Да, буквално така, ама ние уште, што би рекол Печи, пуштаме музика, не сме продуценти, не произведуваме музика, да кажеме, ние сме она баш old school, само си пуштаме музика, значи не. А тука до некаде си во право, поготово во последно време, последниве години се случува тоа. Зборам за светски диџеи, значи они најчесто си ја пуштаат својата музика. Неговиот син работи надвор, сериозно перспективен диџеј и продуцент на музика, но овдека во нашиот град и држава некако Па нема, тоа беше причината зашто се замина. И двајцата мои синови се диџеи исто,
по нивна волја, значи да не биде ја дека сум ги навлекол. Пушта долго време заедно тука, меѓутоа влегува во еден процес на, поготово помалиот син влезе во еден процес на кој се интересира продуцирање на таа електронска музика и почна и, да кажеме, 10 години во тоа, последните 5-6 години доста релативно успешен. Дали локалот ви го одредува малце, ви одредува плейлистата или Најчесто каде што настапуваме, каде што не викаат, публиката е таква да не бара нас, во смисла 40 плюс, 45 плюс, значи тоа се луѓе кои да слушаат и денешна електронска музика делумно, не сите, меѓутоа слушаат повеќе на ретро музика што ние ја вртиме од времето, нели таа ми е некако. Знам дека прв избор секогаш би бил грамофоните и плочите. Меѓутоа дали имате Б варијанта, С варијанта, зависно од локалот, од цирката, дали ќе доеш со фичо или со тамче. Имаме све, и фичо и тамче и све, значи така не е бендов да го наречам, знаеш. Пакет. Двајца Томи и Коко вртат винили, они се насочени кон тоа. Пејче не уште на дискови, CD, а јас и туда сме малце по-модернизирани со контролери, со лаптопите. Зашто никој нема диџеј со ленташи? Комплицирано. Мада мислевме една журка да организираме со декови, со касети. Тоа не е малце како предизвик некој да направиме, пошто уште чуваме касети, уште чуваме плочи, уште. Тука со моливчиња. Да. Заврне. Моливчи и прстов. Моливчи и малиот прст, стално тој работеше највише. Пејче, ти стоиш позади продукцијата Тригонга. Да. И дали твојата музичка наобразба, да кажеме, не во смисла на теорија, туку на како слушачка, влијае доста во она што го работиш во Тригонга. Дали концертот е еден вид плоча која што ја ставаш, сакаш да ја пуштиш на си нашата дозволивме публика? и веќе можеме да нашите идоли, еве ја веќе неколку желби си исполнив, вклучувајќи ги и сите пријатели, блиски мои, да тие луѓе ги донесе и да ги запознаеме во живо, да отсвират веќе. Последното беше и нели настапот на Фред Весли, каде што давте као проект максимална поддршка. Да ја втор пат го носам, мислам дека ова е негов четврти пат во Македонија, прво со Джеймс Браун, па со Месио Паркер на Джез фестивал и овие се два соло проекта. Тука беше и Grandmaster Flash предходно, беше Тони Левин од басистот на Питер Гебриел. Така да Тригонга си дојде онака мој приватно хоби проект, независно од она што професионално се занимавам, и да си направиш некои лични работи, не говориме за комерцијален дел. А Скот Хендерсон не беше преку Исто и Скот Хендерсон беше, да, со настап во, да, првото беше во Дом на Арама. Дом на Арама, па али станица. во станица беше она вистинското, тој клабингот што сите го потврдија, он свиреше 2 сета од по саат и пол, час и половина. И самото тоа што сите они го планираа во клубскиот момент, тоа беше сосем поинаква интерпретација од колку некаде каде што се седнат. Исто 2 сета имаше и Јан Акерман. И доста од тие ликови, Денис Чемберс и сите што помина многу концерти за овој период, едноставно беше моја лична желба да тие луѓе ги донесам. Сум и да ги запознавам лично, дури моите. Со Скот беше интересно што јас само што бев опериран од хернија и едва и стоев. И замолив ако може столче едно за мене и дали ти, дали Васија, не знам. Да. Обезбедивте едно столче горе за мене, бидејќи не можев да стојам. И кога се запознав со Скот, вика, едва и стојам, вика, опериран сум од хернија и он. Те разбра потпуно, да. Ке виде добра журка се. Кој имињава што ги кажуваш, кои имиња ги носиш, кажува се и за некој внатрешен некоја внатрешна етика што имаш и за журките што ги правиш, значи што музика пушташ. Да. И едното го рефлектира другото. Така е. Сега заради тој пристап на Тригонга, ние како бенд бивме почестени што пројави интерес да го направиш нашиот концерт со Фан Фатал. Фан Фатал беше. Се почувствувавме дел од семејството кое што работи со Тригонга. Значи не сме ојле дојле, кој што само ќе шитнат карти,
Се разбира. Работиме со продукција која што сака да едуцира некого преку нас. Возможно ли е да донесеш едно име кое што е стварно големо музичарско име, а не толку мејнстрим име, возможно ли е да го донесеш без спонзор? Ако е лична желба како мојата, да. Мислам, еве и последните проекти, тоа е све изведено со лични средства, ништо друго. И поддршка медиумска од сите тои луѓе што ја разбираат таа музика и сериозно застана медиумски позади проектот, зашто знаат што се случува, беа возможени интервјуа на сите музичари до сега, така да во тој поглед да, инаку може. Да, ако се сака, треба да се издржи, апсолутно, и спонзори би помогнале многу повеќе да тој тип на музичари и почесто ги носиме кај нас, бидејќи и Скопје и Македонија си имаат голем број на фестивали, но немаме клубска приказка. Има една легендарна фотографија, да? На пресконференција на Скот Хендерсон во дали литература беше, не знам, Карши дом на Араба на улица Македонија. Не знам која беше. Тоа првиот концерт. Да. Да, тој е првиот. Една легендарна фотографија таму во 30 квадрати собрани сите гитаристи од Македонија, еден до друг начечкани, не постои друга таква фотографија. Така. Која е разлика, да кажеме, помеѓу грамажата на винилите? Па, има многу голема разлика од грамажата и од пресот и од квалитетот на винилите. Значи, по мене се уште винилот е најдобар носач на звук, значи ништо мислам дека не може да го замени. То колку грама толерираш за Па мислам дека 180 грама е најидеално, сега по мене, не знам. Печи, добар грамофон со лоша игла или добра игла со среден грамофон? Тешко. Тоа се многу, тука е деликатноста на вадење на перформансите на плочата. Целиот сетап треба да е стварно добро наместен. Збориме за аналогија, каде што иглата допира на еден грув, кој што треба да е максимално чист, затоа се тука и пералните за плочи. Таа 180 грамска плоча дозволува по длабок рез, каде што иглата ќе влезе во самиот рез внатре и ги чита сите информации. И за да сето тоа просвири, едноставно мора да го споиш со личниот вкус за слушање на музика и тип на материјал, да сето тоа го споиш. Во спротивно, дигиталијата малце си ги пегла тие работи, да кажем на еден начин, додека све е аналогно. А за дома што мислите, до која цена е квалитет и над цената пласибо? No limited тука се, зависно од можностите, барем по мене, не знам. Но стартот во домашниот hi-fi треба да почне од просторот. Так. Потоа вториот чекор, ова што го учев од постарите аудиофили, потоа доаѓа струјата и делот на местење на сетапот, каде ќе биде мерење на сода, поставување на изолации, за стварно да се извлече максимум. Интересно е што кога сте заедно, кога сте посебно, да, може би грешам, меѓутоа вие сте тие што луѓето доаѓаат ради вас, меѓутоа не можеш да наплатиш карта во локалот, во кафичот. Да. Меѓутоа кога сте заедно веќе е ивент. Тоа е веќе и во договор, ако е во организација на самиот локал кој што не кани, во тој случај одлуката е нивна. Но претежно е во нокни клубови кога ги правиме настаните, тоа е наша организација каде што и карта доаѓа и сите тие и луѓето прифаќаат. А во ваша тајфа припаѓа Драган? Не, меѓутоа наш пријател и имаме голема поддршка и тука се каже. Ке него има добри слушачки. Да. Сесии. Он е доста заложен и ете таа недела 26 и 28, кои што мислам треба да ги паметиме како датуми, затоа што во една недела се случи нешто сериозно во поглед на фанк музиката. Благодарение на него и Ранко, имаше настап тимот на Delegation, кој што ние по останатите таа фанк заедница, која што он не држи и поддржува, имавме лично можност да се запознаеме, да ги твоите идоли да ги допреш да потпишат плоча и да сватиш дека се многу приземни и комуникативни луѓе. Тука беше и Марта Хај,
со настапот кој што дадо една сосем друга димензија на на тој фестивал што го имаме, тие награди што ги доби они кои што продолжи они ден денес се фали Марта Хај дека добила животна награда. И веќе во саботата нели беше и Фред, кој што луѓе значат за све она од тој тип на музика што верувам и тебе со нив пораставме. Мислам, тоа се луѓе кои што ги таква енергија имаат на 80 и нешто години. Мене лично ме има изненадено многу. Еднаш ете така исто слушавме музика ке мене во студио и после некој ден дали утре ден, дали си дома? Дома. Ставиш кафе? Идам јас на кај тебе, тука сум. Важи, вика, мај, и излегувам за да го пречекам. Гледам пикап, луѓе носат нешто. Со огромна клима, 7,5 киловата. Ја, вика, кога пиевме кафе, видов дека просторот е многу поголем, таа клима тамо ти нема таа капацитет. Мислам дека ова е за тебе. Да. И ме фрапира човекот. Да, тоа е широчината и големината негова е таа да сите тие настани човекот за голем број на луѓе, еве, поддршката што може минимум да даде е купување на карти за секој тој настан. Тоа е сериозна почит кон музичар, кон организатор. Тоа е си постојат веќе. А во Скопје која населба е фанкерска населба? Тафталиџе. Тафталиџе, да, и Чаир. Тафталиџе, И Чаир, мислам дека и тој да одржиш. Не толку колку што. Да. Дали има везе таа аудиофилност на Тафталиџе и таа љубов кон фанкот и тој тип на музика со акустиката на самите бараки? Бидејќи плоча пуштена у барака не е исто со плоча пуштена у стан. Големи салони беа. Да. Доаѓаме салони, тие бараки прави ги памтиме и тој салон си го правеше својот. Звучникот бара просторност. Мислам околу него да нема ништо, тој инструмент кој што треба да се изгуби во простор. Така е, да, звукот во барака од дрво е сосема друг, однос на цигла. Така, да. Може би и он не е случајно. Нели од Тафталиџе. Така, се си има своја носталгија, да. Се има своја. Тука беше и тоа место култно кое што започна така. Говориме за Шенеда. Тоа е место каде што ние од центар одевме пеш, се собиравме сите тука, се носе реба ночери во мрква темница внатре со една сијалица. Максимална импровизација, но максимална журка. Збориме за обична гаража. Да. Значи обична гаража. Ке љубе, да. Гаража имаше позади уште еден простор. Да. Се седеше на гајби од пиво. Покриен. Еден кутак мал кога ќе влезеш десно, диџејот беше тука. И се дури онака со канал за кола за менјање улја или со даски. Си остана, значи тоа е Шенеда и црвени светла. Толку. Али беше култно место, сите се собиравме, одевме таму кај деца. Дури мислам некојаш и карти паќа. Имаше и тоа, но се пушташе од опреми што беа за домашни употреби, се импровизираше, калорифери се ставаа за лади тоа. Кајсер звучни. Све имаше, пионери чуда и така да, но енергијата и убавината беше многу. Само цело Скопје, бар Карпош, центар, се доаѓаше и се собиравме таму ептен како деца. Пече пионери или Сансуи? Деликатно. Пионерот некако лежи на срце, сме израснале со тие системи. Ги памтам ден денес, откај другари ги носевме во раце, пошто возило немавме. И претежно беше пионер застапен кај нас и така, ни лежи на срце. Картон е картон. Ја мислам дека кевларот никогаш не може да звучи како картон. Така. Саклеч интересна тема ме чачка беше. Кевларот е интересен. Мислам, јас го слушам дома. Тип на среднотонец на Баурел Милкинс. Тоа е башка Тачно збори за што јас изборам, за што мислам точно гаѓаш. Но сепак кевларот се користи во едно од светски најдобрите студија, говориме за Иберов, каде што баш на тие кутии се местат сараунд системи, се мести стерео дел, каде што има класична музика, има и джез, Питер Габриел, анимни човек. И веќе се многу отидам. Ја многу ги сакам Бауер. Да. Еве ги вие 100 години се. Така. А он дека не извадија со кевлар. Ги снема овие, не знам што ги снема, беа мислам најбољи звучки. Да. За класата. Така. Дечки, фала и многу што
бевте гости во Хитмейкер и се видиме Пала повторно. ти да тера на канал. Да терат и конато да се издржи. Ќе тера, Пала на подршка. Да се видиме пак, да ни дојдеш на журка. Така е. обавезно.